Изборот на новиот претседател на САД, неголемата светска сила со демократски даден глас од граѓаните, предизвика упад во Капитол Хил. Исход 5 починати, речиси 150 полициски службеници повредени. Најголемата казна затвор за сега, 5 години и 4 месеци. Судот наведе дека Скот Палмер е осуден поради тоа што фрлил дрвена даска и против пожарен апарат кон полицајците, кои се обидувале да ги спречат демонстрантите да влезат во Капитол Хил, а потоа со шипка ги нападнал полициските службеници. За разлика од Америка, за упадот во Македонското собрание, каде немаше ниту еден загинат, а имаше само еден тешко повреден, најниската првостепена пресуда е повисока од она највисоката за настаните во Капитол Хил, односно 7 години за Абдулфета Алими, додека Митко Чавков првостепено доби речиси деценија и пол повеќе, односно 18 години затвор. Според застапникот на обвинението за настаните од 27 април Вилма Русковска, настаните во Капитол Хил наликуваа на оние во собранието, но казните во лулката на демократијата се многу помали, не се казни наменети за терористи. И оние слики што ги видовме, некако ми се врати сликите од собранието, а кај нас. За настаните кои се случија во Македонското собрание и драконската казна затвор која што ја добија осудените, многумина сметаат дека има политичка позадина. Луѓето кои влегоа во собранието испровоцирани од пењето на албанската химна и нелегитимниот избор на Талат Џафери за собраниски спикер, веднаш од луѓе од власта ја добија етикетата терористи, а завршија осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок, што кој многумина во прашања доведе по делбата на судската и извршната власт. За разлика од Македонија, во Америка, шефот на државата Џо Бајден, лицата кои го на Капитол Хил ги нарече терористи, но обвинителството не ги обвини, а судот сепак не ги судеше за тероризам. Тие не беа демонстранти. Не осмелувајте се да ги нарекувате демонстранти. Тие беа разулавена толпа, бунтовници, домашни терористи. Тоа е толку базично, тоа е толку едноставно. Одбраната за настаните во собранието многу пати повтори дека не е задоволна од пресудата и што воопшто луѓе се осудени за ова дело. Велат не бараат милостина, бараат правда, а според нив правдата не е сигурно луѓето да бидат осудени за тероризам.